Почитувани, Радмила Шекеринска не само што се стекнала со 5 станови за само 5 години во вредност од 500.000 евра, и тоа веднаш после периодот кога ја извршуваше функцијата подпредседател на владата на Република Македонија, туку во својот анкетен лист не го навела и целиот имот кој што објективно го поседува и располага заедно со незиниот сопруг. Радмила Шекеринска и незиниот сопруг заеднички изградиле вила која е на 2 спрата, приземје и поткровје, со површина од 117 метри квадратни во основа, односно околу 200 метри квадратни вкупна стамбена површина и двор од 347 метри квадратни во луксузниот дел на туристичката населба Маврово до самиот ски центар со поглед на езерото. Пазарната вредност на оваа вила е огромна. Во овој дел на Маврово само плацот е во вредност од 100 евра по метар квадратен или само за површината вредноста би била 34.700 евра. Земајки во предвид дека оваа вила е градена со луксузни елементи, како што самите велат, и ако предпоставиме дека цената би била само скромни 600 евра по метар квадратен, тогаш лесно доаѓаме до податокот дека оваа вила чини околу 120.000 евра. Вкупната вредност на овој имот, плацот и куќата е околу 154.700 евра. Радмила Шекеринска и незиниот сопруг сами за медиумите изјавиле дека тие ја изградиле оваа вила и дека таа за нив е дома, сопствена куќа и втор дом. Оваа вила е градена токму во периодот кога Радмила Шекеринска беше подпредседател на владата во 2003 година. Оваа викендица, за која самата вели дека ја користи за уживање, ја стекнала пред неколку години, а сепак до ден денес ја нема пријавено. Радмила Шекеринска за оваа викендица во Маврово вели, цитирам: "Уживаме во неа, бидејќи ја гледаме како расте и во секој детал внесовме емоции. Овде сме како дома и немаме чувство дека сме некаде поидени." За оваа викенд куќа, магазинот Глобус на 30.12.2008 година пишува: "Првата заедничка нова година ја прославиле во изнајмена викендичка, а веќе 5 години си имаат собствена куќа, која е целосно направена од дрво, па дури и секој незин детал што се наоѓа внатре." Затворен цитат. Весникот Вест на 13.8.2010 година пишува, цитирам: "Вест беше гостин кај Радмила и Бобо во Маврово, нивниот втор дом." Подолу во истиот текст Весникот пишува, цитирам: "Во Маврово ги имаат сите удобности, имаат помош во одржувањето на вилата и дворот на 2 нивоа, со беспрекорна искосена трева и дел за скара. И покрај тоа, што вилата има централно грејење, уживаат да се топлат покрај каминот, кој толку ги затоплува собите во зима, што мораат да спијат и кога е најстудено со отворени прозорци." Затворен цитат. Секако, иако за ова Радмила Шекеринска и незиниот сопруг велат дека е нивен втор дом, собствена куќа и дома, и дека тие сами со емоции ја граделе, сепак таа е регистрирана како имот на мајката на сопругот на Радмила Шекеринска. Многу итар начин како да се прикријат. Од една страна, во весници се фали дека има собствена куќа и се слика во неа и околу неа, како холивудска глумица, а од друга страна, имотот го регистрира на некој од кого во иднина ќе го наследи. Уште колку имот има Радмила Шекеринска кој не е пријавен?
Доколку Радмила Шекеринска беше искрена, досега ќе го пријавеше целиот имот и ќе имаше доблест да говори за останатите. Вака, на јавноста и станува кристално јасно дека таа, како лажен социјалдемократ, не само што поседува огромен недвижен имот и богатство, туку и вешто го крие. Само од досега познатите информации, семејството на Радмила Шекеринска очигледно поседува недвижен имот во вредност од околу 650.000 евра. Ако стои за анкетниот лист, како што самата кажува, треба да ја објасни на јавноста од каде и се и колкави се примањата во семејството Шекеринска-Јанковски, за да може во рекордно време да стекне толкав имот. Овој имот е стекнат за време и непосредно по завршување на нејзината функција вице-премиер на владата на Република Македонија. Ви благодарам.